Почитувани, добар ден. Зоран Заев остана сам во своите ставови и барања како политичар со намера да жртвува човечки животи за да си ја продолжи партиската кариера. Зоран Заев е исплашен човек кој што знае дека губи. Обземен од страв, Заев бара брзи избори по цена на ширење на смртоносната зараза. Заев е спремен да гази по трупови за да си ја зачува партиската фотелја. Заев е исклучително нервозен и изолиран, единствен политичар кој што не води сметка за човечките животи. Зоран Заев посакува да го однесе народот на гилотина со брзи избори среде пандемија. Обземен од страв од неминовниот изборен пораз, сака да ги жртвува животите на граѓаните само во обид за спас на својата кожа. Играше all-in со државата, играше all-in со достоинството. Сега сака да игра all-in со животите на луѓето. Заев бара избори во време на полициски час, бара избори додека границите се затворени, бара избори при десетици дневно новозаболени, бара избори при затворени фабрики и погони, бара избори без прочистен избирачки список, бара избори без протоколи за однесување. Заев бара избори бидејќи се грижи единствено за себе. Нервозата кај Заев е очигледна. Тој знае дека губи, посакува среде најголемата жестина на смртоносната епидемија да организира некредибилни и криминогени избори со мала излезност. Заев сака да организира избори кои ќе покосат човечки животи. И во тоа е единствен, изолиран и осамен. Дури и неговите сопартијци знаат дека кризата не е намалена и дека со тоа би се довеле во опасност граѓаните. Само Заев посакува избори по цена на броење на човечки жртви. Ниту еден од условите за одржување на кредибилни избори не се исполнети. Заев не ги почитува ниту мислењата од Државната изборна комисија, ниту од меѓународните наблюдувачки мисии, ниту ги почитува релевантните медицински препораки. Без анализа и без реални параметри, колку изборниот процес ќе предизвика нови жртви, нови заболени, без грижа за директно вклучените, гласачи, кандидати, членови на избирачки одбори, наблюдувачи и така натаму. 54 изборни процеси во светот, од кои 21 во Европа се одложени. Само Заев сака избори сега. Тоа повеќе не е ниту хибриден режим, тоа е болем авторитаризам. Почитувани, Заев е заминат во историјата и тој тоа го знае. Заев не може да одлучува за судбината на граѓаните. Заев е поранешен премиер, кој што ќе остане запаметен како човек кој ги предал интересите на државата и нацијата, кој што девастираше економијата и човек чија што политичка кариера ја завршува со барање за газење врз човечките животи и ширење на смртоносна зараза. Почитувани, избори во јуни нема да има. ВМРО-ДПМН е различна, ВМРО-ДПМН се грижи првенствено за здравието на граѓаните. Изборите ќе се случат кога ќе се намали, односно нормализира здравствената криза, кога ќе се извршат вистински тестирања кои нема да покажуваат толку голем број на новозаразени. Ќе има избори кога нема да биде загрозено здравието на граѓаните. Сите релевантни здравствени показатели велат дека тоа ќе се случи кон крајот на летото. ВМРО-ДПМН е сигурен победник на изборите, но не по секоја цена, не по цена на ширење на заразата, не по цена на здравието и не по цена на вашите животи. Ви благодарам. Прашања? Генерален секретаре, пристигнаа две прашања. Како ја толкувате уставната одредба за одржување предвремени избори во рок од 60 дена од распуштањето на собранието, ако се земе предвид дека 31 ден помина во изборни действија? Дали тоа значи дека остануваат уште 29 дена кои доколку не се продолжи ванредната состојба истекуваат до крајот на јуни? Дали не мислите дека секој одложување би значило прекршување на овој уставен рок? Понатаму, дали имате намера да ги повлечете вашите кандидатски листи и да не учествувате на изборите доколку владата донесе уредба за избори на 21 јуни без консензус на сите партии? Одам понатаму, за да се реализираат избори во август или септември, дали треба да се продолжува вонената состојба до тогаш или независно од тоа владата да престане да носи уредби и да функционира како пржинска влада? Има уште едно прашање, меѓутоа, ајде да ги одговориме овие. Да кажам дека го очекував ова прашање и имам со мене всушност и уредбата која што ја
со законска сила што ја донесе владата поврзано со прашањата за изборниот процес. Ќе се обидам со еден поисцрпен одговор да дадам всушност одговор на сите две-три прашања. Точно е и многу е релевантно прашањето во однос на 60 дена, рокот од 60 дена за одржување на изборите од распуштањето на собранието, и мора да признаеме де факто дека тој рок истечен, бидејќи собранието де факто се распушти на 16 февруар, 60 дена истекуваат негде 16 април, односно неколку дена после денот на кој што требаше да се одржат изборите. Се наоѓаме во една ситуација која што поради вонредната состојба, поради криза со коронавирусот, едноставно поинаку и не можеме да постапуваме, но уште еднаш ќе повторам, да, точно е тоа, нема тука простор за толкување, бидејќи таа е ситуацијата која што имаме, и тотално не се согласувам, всушност и правните експерти го подкрепија, во што се зборуваше и на вчерашната лидерска средба во однос на ова прашање, дека не може рокови кои што се регулирани со Уставот на Република Македонија да зборуваме за нивно запирање или одлагање. Впрочем, во самиот член 3 од уредбата со законска сила која што владата ја донесе, во самиот член 3 е наведено дека со денот на стапување во сила нова уредба се прекинуваат сите изборни действија за спроведување на изборите. И тука треба да правиме битна разлика помеѓу изборните действија, значи како действие, како активности, од изборните пропишани со устав, закони и подзаконски акти рокови. Дотолку повеќе што било што е пропишано во уставот не може да се менува, одложува, прекинува, стопира, паузира како сакате со акт кој што е од пониска вредност од уставот, односно со уредба со законска сила, со закон, со подзаконски акт и така натаму. Но уште еднаш ќе повторам, да, точно е тоа дека 60 дена се изминати. Од друга страна, владата не може со уредба со законска сила да го пропише денот на изборите. Зошто? Бидејќи согласно став 1 од член 12 од изборниот законник, јасно, прецизно и концизно, без никакви двојби, нити потреби од толкување, како што некои љубат да кажат, е пропишано дека председателот на собранието е единствениот кој што го пропишува, односно определува датумот за изборите. Она што е битно е поврзано и со третиот дел од прашањето, односно вонредната состојба, е дека дури по поминување на вонредната состојба, председателот на собрание треба да донесе измена и дополнување или ново решение, каде ќе се определи новиот датум за избори, кој да е тој, и дури потоа тоа се доставува до Државната изборна комисија, а Државната изборна комисија врз основа на роковите, точно и прецизно утврдени во изборниот законник, изготвува роковник нов, што всушност и е предвидено со самата уредба во еден дел кој што ја донесе владата. Имено, во членот 5 е наведено дека спроведувањето на изборните действија ќе продолжат од денот на престанокот на вонредната состојба. Токму затоа, за да се утврди новиот датум за избори, а бидејќи единствен тоа да го направи председателот на собранието, треба да донесе решение со кое што ќе го утврди, и впрочем од самата уредба во членот 6 понатаму вели дека се задолжува Државната изборна комисија во рокот еден ден од денот на престанокот на вонредната состојба, значи од кога ќе се случи ова действие, ќе донесе нов роковник согласно законските рокови предвидени во изборниот законник. Така да, доколку го имаме сето ова во предвид, ако го имаме во предвид мислењето кое што го даде ДИК како тело со сите негови членови, всушност и минативе неколку денови видовме и повеќе од членовите на ДИК кои што го образлагаа ова во нашите медиуми, е дека 22 дена е практично невозможно и спротивно на закон, изборен закон, да се организираат изборите. Така да, она што го гледаме вчера и она што го гледаме во меѓувреме до овој момент во однос на што го прават СДСМ и Зоран Заев, е тотално несериозно, да не речем дури и шарлатански. Ке повторам едно од прашањата кои што
Да, повелете. Мислам дека го прескокнавме во одговорот и уште едно прашање кое што остана, а тоа е дали имате намера да ги повлечете вашите кандидатски листи да не учествувате на изборите доколку владата донесе уредба за избори на 21 јуни без консензус. И уште едно прашање кое што всушност истото, што ако нема консензус меѓу партиите на избори и на избори се оди на средината на јуни според уредбата со законска сила, дали ВМРО ДПМН ќе ги бојкотира изборите? Може би не директно, но во ова што го кажав сепак дадов одговор, бидејќи прво е спротивно на закон владата с уредба да го направи тоа. Тоа е значи невозможно. Значи не може да се случи такво нешто, или еве ако се случи да решат додат нели на сила, значи таа уредба таква би била оспорена и таа не би можела да биде никогаш да го види светлото на денот. Повлекувањето на кандидатските листи барем во овој момент не е возможно, бидејќи тоа е завршено действие, процесно действие согласно изборниот законник и како такво, значи е веќе завршена работа и нема начин на кој што тоа нели би се направило. Во однос на нели последното прашање, во однос на можноста за нели бојкотирање на изборите, уште од првата средба кај претседателот Пендаровски, сите политички партии, сите чинители кои што бевме таму присутни, се договоривме и дадовме збор дека што и да се случува во однос на следните решенија, дека тоа ќе биде со консензус. И јас, без разлика на ова шарада и игра која што гледаме од Заев, па поставување на ултиматуми, па некаква покажување на сила, веројатно во очен обид да си ги охрабри своите во партијата, е дека на крајот на денот, сепак порано или подоцна, се уште се надевам дека ќе најдеме начин како да договориме кој ќе биде датумот за избори, дека тоа всушност ќе биде со консензус. И кога сме веќе овде, би морал само уште една работа да напоменам, дека буквално сите политички чинители кои што беа присутни таму, со исклучок на Заев, се за изборите да бидат нешто подоцна летово, а не во јуни. Значи човекот е буквално сам осамен во своите барања и ако сака да постигне консензус, не гледам како може да иде со глава во зид спроти сите.